ратификацијата во Преспа, Христијан Мицковски ги однел луѓето во Битола по улици да Тоа е точно. Да се собираат, да шетаат, митингуваат, а за нешто друго беа утешмар уништа. Во ред, еве, не направил како што очекуваме ние. И ти што направи? Јас не сум избран од луѓето. Не гласае луѓето за мене. Јас не излегов на избори со програма на заштита на државата и на незината култура, име, посебност, народ, сите работи. Не излегов јас за тоа. ВМРО излезе. И сега ти овде да го изравнуваш апсолутното отсуство на кичва на платениците од ВМРО, кои што се платени од моите тешко заработени пари, за да го застапуваат мојот и твојот глас во парламентот, пошто предпоставувам и ти бойкотираше референдум, и тоа да го изравнуваш со нас, кои што сега се најдовме повикани од немајкаде да се занимаваме со ова. Значи, сите ние си имаме работа. Значи, сите ние си имаме некој бизнис, сите некде работиме. Значи, никој од нас не ќе со ова да се занимава. Ама ти застануваш и ги штитиш оние кои што ние ги плаќаме со ова да се занимават, а не се занимават, и не напаѓаш нас. Мислам, ова е врв на лицемерие, човеч. Ти тогаш, кога Зоран Заев и Димитров со Коцијас и Ципрас беа во Преспа, а Христијан Мицковски со Александар Николовски беа во Битола, ти кај беше? Јас си гласав на избори, брат, за Христијан Мицковски да ме застапува мене. Значи, иако беше 2016 многу тешко да се гласа за ВМРО, покрај сите индикации за криминали, глупости, сите работи. Значи, апсолутно бевме сите патриоти под непрестан напад од медиумите. Вие сте жмрлјони, глупи сте, немиени сте, како работите во слуга на грујо, бла бла бла, 300 глупости, значи моравме да поднесиме, и 450.000 луѓе покрај таа канонада на глупости му ги дадоа гласовите на ВМРО. И тие буквално ништо не направија, значи или не направија ништо, или експлицитно го поддржаа криминалот на СДС. И сега да седи овде Миленко, човек кој што се представува како човек со интегритет, и овај муавет да го прави, значи ова е навреда за било кој човек кој што има тронка интелигенција. Ти, некој си, од овие неформални невладини, ти кај беше? Они беа таму, во ред, грешко е, да кажеме, ти кај беше? Дома? На лаптоп, на телефон? Работев за да му ја платам платата на Антонио, брат, и на Квиско. Смарт. Ете ги немаше и бойкотирам. Родина,